Председателката на представничкиот дом на Американскиот конгрес, Ненси Пелоси од Демократската партија, покрена официјална истрага за отповекување на председателот Доналд Трамп. Истрагата се фокусира врз тоа дали Трамп ги злоупотребил своите председателски овластувања и побарал помош од странска влада за неговиот реизбор. Действија за кои Пелоси изјави дека значат предавство. Therefore, today, I'm announcing the House of Representatives moving forward with an official impeachment inquiry. I'm directing our 6 committees to proceed with their investigations under that umbrella of impeachment inquiry. The president must be held accountable. No one is above the law. Пелоси долго време се спротивставуваше на покренувањето импичмент, но незината пратеничка група го засили притисокот по извештаите дека Трамп побарал од председателот на Украина да ги истражи тамошните активности на синот на неговиот политички ривал, демократот Џо Бајден. Тој во време кога Бајден бил подпредседател на Соединетите држави, наводно бил привилегиран во работењето со Украина. Трамп, кој е во Њујорк во рамките на Генералното собрание на Обединетите нации, предстојната истрага ја нарече лов на вештерки и предвиде дека тоа само ќе ги зголеми неговите шанси да добие уште еден председателски мандат. Well, I haven't heard this. Look, it's just a continuation of the witch hunt. It's the worst witch hunt in political history. Покренатата постапка веројатно нема да доведе и до сменување на американскиот председател со оглед на тоа што тој ја има поддршката од републиканското мнозинство во Сенатот. Сепак, одлуката на Пелоси, според посматрачите, која е резултат од последователната конфронтација на незината партија со председателот Трамп, внесува длабока неизвестност во трката за Белата куќа во 2020 година.